Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела и со гостин, пратеник во собранието. Одамна не сме имале пратеник во студиото, така што верувам дека ќе имаме многу интересна емисија, ќе зборувам со пратеникот Љупчо Пренџев. Добра вечер. Добра вечер, поздрав што не следат и благодарам за можноста. Се разбира, пратенику, вие не дека не зборувате во собранието, имате можност да се изјасните и тоа како, меѓутоа едно е на емисија, друго е на седница. Морам да кажам, нешто почна безбеден град да функционира, кога доаѓавте наваму, моравте да пазите повеќе од вообичаеното? Па добро, да, денеска се поголеми гужвите. Тоа е нормално. Нормално, да. Ќе видиме како се одвиваат работите во следниот период. Мислам дека ова е еден вистински проект. Овој проект го чека сите граѓани, ние кои што возиме, бидејќи сме и возачи и пешаци, и оние кои што се само пешаци, и мислам дека правењето на ред и имањето на дисциплина никому досега не му шкодело и нема ни шкоди ниту нас. Овој начин на функционирање на паметните градови, условно кажано Smart Cities, го гледаме насекаде во Европа. И така што мислам дека она што таму се случува и функционира безпрекорно, ќе функционира и кај нас безпрекорно, тоа е нешто што е нормално, така што мислам дека тоа ќе биде еден добар проект. Да. Што за една година од сега ќе видиме повеќе бенефити кога ќе разговараме да сме здрави и живи. Јас искрено се надевам, алелуја ќе речам, затоа што навистина и тоа како сообраќајната култура мора да се поправи во Македонија. Денеска еве доаѓајќи наваму налетав на лице во исклучително скап автомобил кој што направи немалку 10 прекршоци, додека поминуваше покрај мене, така што сега за тие што не знаат, сега се уште нема казни, само предупредувања од 1 јануари. И тоа е добро. Да, и тоа ова е добро. Предупредување, да. Да има повеќе предупредувања, бидејќи да не испадне после не сме знаеле. Не само тоа е едниот дел, вториот дел е често пати кога толку многу години еден возач вози на еден ист начин кој што да речеме е погрешен и не е согласно закон, но наистина прво треба да биде предупреден во текот на барем еден месец како што е сега, за потоа да следи една казна, бидејќи не е целта државата или власта да ги казнува граѓаните, туку е целта да направи ред во главниот град и тоа мислам дека ќе биде добро. Вие сега буквално пред некој ден се вративте од Брисел. Не, од Страсбур. Од Страсбур се извинувам, од Франција, каде што, па и во Брисел е слично во Белгија, каде што и тоа како важат правилата на однесување во сообраќајот, но ми се чини дека важат и другите правила и затоа ги сметаме за напредни земји. Бевте таму на една интересна конференција на оној мешовит комитет, така му доаѓа меѓу Македонија и Европската унија. Многумина не разбираат што е тежината на овој мешовит комитет, меѓутоа таму се носат многу интересни заклучоци. Добро, прво таму сме на основа, што е исто така многу важно. Многу важно. И она кое што е куриозитет, вреди да се спомене, дека покрај представниците кои што бевме од собранието на Република Македонија, таму беа и министерот за надворешни работи, господинот Тимчо Муцунски, заедно со министерот за евроинтеграции, господинот Муртезани. Беше важно да се присуствува таму, знам господинот Муцунски од Скопје слета во Страсбур, директно дојде на состанокот, го истера целиот состанок и веднаш полета за Литванија. Самото тоа го кажува колку е важно. Она кое што јас за прв пат учествував надвор од Република Македонија на овој мешовит комитет, учествував во дискусиите кои што беа во Македонското собрание, чијам дека беше февруар-март оваа година. Сега прв пат бевме условно кажано на европски терен. Она кое што можев да го видам, да го забележам, сакам да го апострофирам е тоа дека наистина има една огромна поддршка за Република Македонија конечно да ги отпочне нашите евроинтеграции. Имаше пратеници од Европарламентот кои што вака освен бугарските пратеници од прв до последен наистина се гледа дека сакаат да Македонија ги започне што е можно побрзо преговорите, гледаат на апсурдност во определени спорови. Мислам дека на сите е јасно дека не можеме ние да разговараме за иднината, бидејќи како што јас во моето обраќање кажав таму дека јас се сметам себе си за политичар на сегашноста и на иднината и дека иматите време се отвараат на други некои политичари, треба да ги оставиме таму. Се разбира дека имаше од страна на своје видување има бугарските колеги, тука
морам да кажам, зема збори министерот Муцунски, кој што ги повтори нашите ставови дека колку пати оваа држава, колку многу пати во текот на независноста дека сме направиле отстапки за европската перспектива, дека се уште веруваме во таа европска перспектива. Но потенциравме за промената на знамето, колку многу пати го сменивме уставот, потенциравме за промената на банкноти така натаму и сметаме дека во Европската унија треба да влеземе на еден достоинствен начин. Практично ги афирмиравме нашите ставови кои што ги имаме во изминатиот период како политичка номенклатура. Знаете како кога сте таму, јас за прв пат имав така да почувствувам и самата атмосфера, тогаш навистина аргументите со кои што ние настапуваме, искреноста со која што ние настапуваме, наистина е неспоредлива со било што друго, бидејќи навистина сме ние во право за она кое што го говориме. Дури го знаете нашиот став кој што и пред парламентарните избори ние рековме, нас ни е цел македонците и сите граѓани кои што живееме во Република Македонија да станеме членки на Европската унија и доколку Бугарија сака да не види таму нас врата, како што тие популарно велат, сака први да ни отворат таму вратата, тогаш е во ред да првиот ден кога ние ќе влеземе во Европската унија, тие да влезат во нашиот устав. Тогаш ќе имаме една вин-вин ситуација, тоа е една европска ситуација, тоа се ни европски вредности, бидејќи и она како политиколог кој што го изучувало моето образование на дипломските студии е тоа дека во современата политика од втората половина на 20 век до ден денеска, дипломатијата почива на односите на вин-вин ситуација, во која што секој дома доаѓа како победник. Знаете, порано имаше тези дека, јас не сум согласен со тези лично, дека компромис се прави кога секој дома ќе си дојде љут. Тоа според мене е болен компромис. Ние оно кое што го предлагаме со Бугарија, е добар компромис во кој што секој може да дојде среќен. Ние влегуваме во Брисел, истиот ден тие влегуваат во уставот. Нашата цел, полноправно членство во рамки на Европската унија што го заслужуваме, верувате дека го заслужуваме, ќе го исполниме, а тие ќе го исполнат нашето членство и така, доколку јас верувам дека ни се пријатели, нели? Тогаш тие ќе имаат интерес за ние час побрзо да влеземе во Европската унија, за тие час побрзо да влезат во македонскиот устав и тоа за мене е политика на денешницата. Тоа се разбира така и така треба да биде, со тоа што бугарите баш би сакал да ги видам, еве како ни ги отвараат први вратите во Брисел со оглед на ставот кој што таму е унисон, за жал, дека тие треба да добијат нешто повеќе од тоа што ние сме способни да дадеме, ако сме објективни. И проблемот чинам во нашиот двор е во тоа што имаме еден дел од политички структури кои што не сакаат суштински да ја заземат македонската страна. И тоа е многу чудно. Неодамно зборуваше дури и пред изборите лидерот на СДСМ Венко Филипче за црвените линии што тој ќе ги поставува. Потоа исчезна тоа од. Не, Венко Филипче да не кажам некои тешки зборови, нема да го коментирам, но на кое што вреди да се искоментира е дека ние енергијата која што ја носиме и во македонското општество и секаде надвор каде што разговараме, дали е тоа билатерално или е мултилатерално во некоја од организациите, ние зборуваме за поврзување, зборуваме за автопати, зборуваме за железница, зборуваме за размена на студенти, зборуваме за размена на знаење, зборуваме, тоа го зборувавме во Страсбур за вештачка интелигенција, за заедничка кое што да направиме. Тоа се работите кои што не поврзуваат. Ние тоа ќе се залагаме, ние тоа ќе го зборуваме, ние уште повеќе како собрание ќе бидеме активни, проактивни во оние условно кажано меѓупарламентарни дипломатски активности, но она кое што ние го имаме како политички став, она кое што сме го кажувале, тоа си стои, бидејќи само човек со дигнитет, само човек со интегритет може да биде ваш полноправен партнер кој што рамо до рамо ќе седи со вас и ќе ги споделува истите вредности. Пак ќе кажам, нашиот предлог сите овие неколку години кои што го дадовме е многу мислам дека наистина многу разумен, дека е вин-вин, сите добиваме тогаш, но ќе видиме како ќе се унесуваме, ние нема да запираме. Нашата европска опција, нашиот пат кон Европа е тој, од тој нема застранување ниту лево, ниту десно, со достоинство, со интегритет, но тоа се
едниот дел, вториот дел е со многу работа, многу проекти, подобро општество, подобро поврзување, подобра комуникација и сметам дека тогаш и тоа што го правиме и тоа што го зборуваме е една симбиоза која што мислам дека веќе ја имаат разбрано сите европарламентарци кои што беа присутни на мешовитиот парламентарен комитет помеѓу Европската унија и Македонската. Ова е нов квалитет, затоа што често пати се случуваше во минатото токму делот не бугарски, не грчки пратеници многу тврдо да ја поддржуваат другата страна, условно кажам. Навистина многу отворено и од држави од соседството тука, дури имаше и примери кои што ни ги дава, кои што навистина не сакам да ги коментирам јавно, навистина верувате дека навистина многу конструктивно. Јас едноставно бев многу позитивно вака изненаден од целата таа атмосфера за кои симпатии ги има Република Македонија во рамките на тој мешовит комитет. Така. А да се поврлиме сега на домашен терен, условно кажано, ова е сепак нашиот однос со останатите земји. Денеска пензионерите протестира, јас мислам со право, поради можноста да биде укинато линарното зголемување на пензиите. Уставниот суд го доведува во прашање. Како и да вртите во Македонија, секогаш судот излегува како еден вид на проблем. Нема да коментирам кој уставен судија, знаеме сите, ја повлече целата работа, меѓутоа фактите велат дека една работа која што објективно е добра и која што владата ја прифати, ја не беше нужно да ја прифати, значи линарно да ги зголемува пензиите, сега е ставена под знак прашалник и десетици илјади наши возрастни граѓани се ставени во ситуација да може да останат без тие пари. Видете, јас би сакал, ако може ми дозволите, да пошироко да го елаборирам во еден контекст, бидејќи ние не можеме да ги гледаме работите многу сувопарно и да ги гледаме тесно. Мислам дека треба да гледаме целата слика. Доколку, да речеме, нашите родители живееле во Германија или во Полска или во Франција или во Америка, во било која, ево наводници ќе кажам, нормална држава, и кои што во 90-тите години и почетокот на 2000-тите години работеле по 8, по 10 часа, колку зависи имале потреба да работат, затоа добивале определено фирмата или државата им уплаќала пензиско здравствено и потоа тие на крајот на својот работен век одат, си прават пресметка и добиваат XY пензија. И кога сите така би направиле, тогаш овие кои што ги слушам критичари би биле во право. Тогаш да, се знае дека се зголемува процентуално и секој добива колку што плаќал. И тоа е точно, од тоа бегање нема. Но која беше нашата интенција и која беше нашата цел, зошто ова го оведовме? Ние, почитува Милосавјевиќ, во 90-тите години нашите родители, па и баби и дедовци не живееја во една нормална, во едно нормално општество. Заглавија во стечај. Живееја во една неуспешна, небулозна приватизација, во која што огромен број на луѓе работеле поштено, дали во приватна фирма поголема, помала, од 8 до 4, од 7 до 3, од 7 до 5, некој повеќе, некој помал, и за тоа не им било плаќано. Во тоа време државата била слаба или многу корумпирана, или и двете, не знам, се оградувам, не сум бил јавна личност тогаш. Во 90-тите години не им се исплаќале, никој не ги казнувал тие фирми кои што луѓево практично биле злоупотребувани работниците, работеле за нето, а никој не им го плаќал никаде брутото. И сега, тие луѓе имаат минимални пензии. Во ред, ако вие сте работеле само 14 години согласно закон, да исполните минимална пензија и потоа не е во ред некој да ви ја зголеми. Но во Македонија огромно мнозинство, огромно мнозинство работеа во фирми кои што беа стечајни, кои што пропадна, кои што беа блиски со една или со друга власт, никого не сакам да амнестирам, кои што им се можеше согласно закон или не согласно закон да не им плаќаат придонеси на тие работници, кога тие работници тогаш молчеа, ако се сеќавате, не беше времето како сега, тогаш да најдеш добра работа беше премија. Така беше, бидејќи за едно работно место аплицираа под 100 луѓе, по 50 луѓе, зависи колку е моќна фирмата. И сега тој работел честно, поштено, 10 години, 8 години му ги нема и неправедно живее во лоши услови со минимална пензија. Зошто? Затоа што истата оваа држава не се грижела за него. И сега доаѓа генерација на политичари која што вели ова не е во ред,
ова до сега требало да биде променето и ние ќе направиме да основицата на сите оваа година се покачи на 2 пати. И таа основица се покачува на сите. Потоа ќе си има повторно формула. Но сметаме лично дека исправуваме една голема историска неправда. Таа неправда не ја направивме јас и вие. Таа неправда ја направиле претходниците кои што управувале со Република Македонија во 90-те години. Но ние сме тука да исправиме, бидејќи една држава има континуитет, независно кој колку време бил на власт, определени работи вие мора да се грижите да ги исправите или подобрите од тоа што биле оставени. И сега не знам зошто ние отвараме тема, Уставниот суд отвара тема за нешто за кое што ние сме го кажале како политика, со тоа сме отишле на избори, тоа било многу јавно кажано и граѓаните дале една или друга поддршка за тие. Правото е право, на крајот на денот, е... на крајот се реченица, на крајот на денот, ниту изборите се важни, ниту власта е важна. Важно е тоа дали некој човек кој што поштено изработил цел работен век, го добива заслуженото или не. Праведна држава Тоа зборувам. е едно, правична држава е друго, а правна држава е трето. Тоа што е правно не значи дека е праведно. Ние сакаме праведна и правична држава во која што секој оној колку што работел, толку на крај ќе се добие. И кај исправиме оваа историска неправда, дали се викала кацарска, дали не се викала кацарска, кој да бил, јас го верувам дека пензионерите ќе си го добијат тоа кој што си го изработиле поштено во својот работен век. Но зашто? Овдека ми е зборот. Нашиот правосуден систем функционира, тоа ќе се согласи секој и надвор од земјата, прилично лошо, не е ефективно, не е ефикасно, меѓутоа токму тамо каде што практично може да се направи проблем, покажува заинтересирана ефективност. Ако така можам да го кажам. Многу убаво објаснивте. Едно е право, друго е правичност. Правично е овие луѓе да го добијат тоа што го одработили. Нема тука никаков суд, не би требало никаков суд да излегува и да толкува дали е ова согласно уставот. Тоа е согласно правдата. Мислам дека човечката правда, ништо повеќе од тоа. Мислам дека А не загрозува никого објективно. Не загрозува никого. Мислам дека јас не сакам обично и фронтално да зборувам и за суди, и за уставни судови, за се. Но наистина мислам дека немаше потреба оваа тема да се отвора на било кој начин. Немаше потреба да се загрижуваат оние кои што се во доба во кое што треба најубаво да живеат, да бидат најрелаксирани. Така и на запад се мислам опуштени, дека немаше многу потреба. Исплашени, токму така. Политиката си едно, реалниот живот си е друго, така што мислам дека секој треба да си го работи она за кое што е платен. Така, меѓутоа Пренџев во ситуација сме кога додека Уставниот суд се занимава со вакви работи, инаку да кажеме господинот Мемов, Никола Мемов, директорот на ПИОМ, вели дека пензиите за тие што се загрижени сигурно ќе бидат исплатени, нема проблем. Секој први во месецот, тоа е барем сигурно, бидејќи сега се пуштаат нели оние пробни балони, нема да има пензии, нема пари. Сега ќе дојдеме и до оној момент, нема пари во буџетот, останавме без динар, еве ги што прават, ги потрошија парите. Но додека сме се уште кај судовите, во исто време го гледаме, почна случајот, конечно судскиот процес за трагедијата во Кучини, гледаме колку невешто, колку тешко оди веќе два процеса, се извинувам, две рочишта се случи и гледаме како сето тоа се тегави, адвокатите веројатно со право пронајдоа мал милион недостатоци на кои што можат да се фатат ако сте адвокат, тоа ви е работа. Од друга страна слушам дека ги колнат овие адвокати што ги бранат луѓето, сметам дека е потполно неправедно. Секој има право на одбрана, така пишува во законот, или ќе бидеме правна држава или не. Меѓутоа повторно обвинителството сето тоа го прави на еден спор, на еден некреативен начин и дозволува веќе од старт за ваков случај кој што е екстремно важен да се најдеме во ситуација да помислиме дека крајот ќе биде несреќен за сите. Не дај Боже. Не дај Боже, јас не би сакал такви квалификации да давам, исто како што објективен страф, ништо повеќе од тоа. Знам. Така се започна, јас тоа сум го кажал на преходна моја изјава. Јас сум поприлично веќе долго време во овој јавен живот, 14 години можеби, и генерално лично ги познавам луѓето кои што излегуваат на телевизија, кои што прокламираат или едни или други политики. И отприлика секој од нас за секој од друг има веќе креирано некое мислење. Тие за мене, јас за нив, независно, но јас после Кочани
искрено да ви кажам, и на крај памет не се надевав, дека луѓе кои што ги познавам во политикава, дека ќе проработи тоа едно чувство да од таква трагедија, најголема трагедија во историја на Македонија, на млади животи, некој ќе се обиде тоа да го стави на маса од која што потоа ќе земе определени или ќе добие мислики дека ќе добие определени политички поени. Тудел вака ситно профитерство, грдо, апсолутно. Ми е вака несвојствен, ми е туѓ и наистина јас не сметам дека Макијавели некогаш напишал дело кое што треба да се памети, кое што треба да се применува. Напротив, јас сметам дека таквите несреќи, ако можеш да помогнеш, отиди помогни, ако не можеш да помогнеш, помоли се за тие луѓе, но правење на било каква политика, било каков циркус, од такво нешто, мислејќи дека со тоа ќе ти има на медиум или ќе добиеш, ја тоа за мене наистина. Мислам дека го изгубивме комплетно компасот во тој смисол, во таа смисла. Коча ни покажа многу вака и многу личности од јавниот живот, вака ги истакна да ги видиме во некое светло, кое што јас лично барем не сум се надал дека може толку ниско да паднат. Не сум ни помислувал дека на таков случај ние можеме и у себе се конфронтираме на Коча, не замислете. Да, но тој од политички аспект. Јас зборам конкретно за правосудниот систем кој што одбива да функционира. Тоа е оно што мене ме нервира, ги нервира сите во оваа држава. Веќе е здутално да кажуваме 2% имаат, не знам, популарност меѓу граѓаните, доверба поточно. Воопшто не да го зборуваме тоа. Овдека се потребни радикални, навистина радикални промени. Господинот Коцевски се уште си функционира, него ништо не му тука фали. почнуваат промените. Јас мислам дека тие промени започнаа, но се одложи од објективни причини. Но сега мислам дека господинот Коцевски во следниот многу скор период ќе се започне постапка за негова промена, бидејќи ние во оваа држава мораме да се навикнеме дека секој треба да си ја гледа својата работа и дека секој треба да си ја заработи собствената плата и дека обвинителството и судот се оние кои што ние сте заедно ги платиме за да ни кажат, вака народски кажам да се изразам, кога има определен спор, кој е во право, кој е во криво. Така е. Така. А не може ние моментално да имаме држава која што е оставена опјачкана, која што е оставена ограбена, во која што е оставена да има општествени и вредностна морална дисторзија на целиот систем, држава во која што се сменила власт има тоцинфре број на кривични пријави на поранешни функционери, истото тоа обвинителство да молчи, се да биде во предистрага, а за предистрага нели било тајна и не можело да се зборува. И тоа така може со месеци, со години, да. Видејќи може, ама не може. Може, ама не може. Тоа може да го заборавиме. Значи, мораме за да така започне вечицата. Кој што работи, кој за што зема плата, тоа да си го работи. Обвинителството не е на висина задачата во оваа држава. Обвинителството е многу важна алка во оваа држава. Обвинителството има примено троцифрен број на кривични пријави кои што не постапува. Јавниот обвинител го нема никаде, тој тера некоја политика насочена кон која што се базира за, како да ја кажам, дали имало или немало работи кои што не се јавно обвинителски. Ситни лукавства. Затоа сметам дека во многу близок период неговата замена ќе биде тоа како убрзана постапката и Република Македонија ќе добие конечно нов јавен обвинител, ќе има некоја нова енергија таму во јавното обвинителство, бидејќи навистина тоа е многу важно за нашето општество. Многу се веќе луѓето немаат време за чекање, немаат време за губење, немаат кредити веќе за трошење и за давање и мислам дека во многу кратко временски период од денес тој ќе биде променет. Па јас веќе се надевам дека навистина ќе дојде момент и некој чисто да кажеме еве околу начинот на кој што функционираме во тој аспект. Значи, собственикот на Дурмо Турс, Дурмиш Белули, тој е осуден на 10 години затворска казна за трагедијата кај Ласкарци, добил ново одложување на терминот за издржување на казната во Идризово, затоа што едноставно човекот треба да го оперира вториот тестис. Малку ми е глупаво да го кажам, меѓутоа ете, во Македонија можете и на ваков начин да одложувате. Впрочем, имавме еден прави премиер што успеваше да се извлече од одлежување на казна за навек, додека конечно сето тоа не застари, иако не беше во прашање тогаш тести, се надам никој нема да се вознемири од изразов, меѓутоа кога сакаат многиот начин да се извлечат и тоа како. Видете, јас пак ќе ви кажам, нашата намера
не е од политиката да правиме естрада. Токму така. Нашата намера не е да граѓаните се смеат и истовремено жала што живеат во оваа држава и додека гледаат вакви хумористични прилози, а се трагични за општеството. Трагикомични во основа, би рекол, да. со телефонот да скролаат каде има можност да ја напуштат Македонија да работат на друго место. Тоа не е опција за нас и затоа господинот и таму поприлично и други луѓе, иако се малкумина, се многу важни во тој систем, сметам дека треба и мора да бидат променети во многу блиски дни од денес. Да. Вооружен сте со многу листови хартија пред вас од документи, тој чуда и тоа се однесува, ако не се лажам, на она што следи во наредниот период, имено буџетот треба да се гласа во Собранието на Република Македонија, почнува на 9 декември. Целиот процес во наредните колку до крајот на месецот ќе заврши, предпоставувам, гласањето на буџетот? 2-3 дена. Уште 2-3 дена ќе трае, да. Многу расправа има, се разбира, опозицијата од петни жили се обидува да докаже дека овој буџет ќе биде нетранспарентен, непотребни трошоци, луксус ќе се тера, ќе нема пари за пензии, ќе нема пари за плати, ќе нема пари за ништо. Државата се заемува, се тоа како што треба, по учебник што би рекол, па ме интересира вака како човек кој што исклучително многу ја следите оваа проблематика, да кажете збор 2, каква е ситуацијата објективно со буџетот кој што повторно ќе биде рекорден, ако не се лажам. Добро, вие ме кажавте дека зборуваме и за буџетот маце, јас за тоа и се спремив. Дека за буџет не се зборува, буџетот е многу екзактна. Многу екзактна работа, наука, таму се бројки во прашање. Иако лесно е да кажете 50 милиони, 100 милиони. Да, и обично се вели, значи во политиката не ги слушаат што ветуваат, само отвори го буџетот, дали тоа што го зборуваат имаат прибивено пари или немаат прибивено пари. Отприлика е така. Ако немаат прибивено пари, ба диелат и го губат времето, смени го каналот. Пред да започнам со елаборација на овој буџет, морам, тоа вадим еден континуитет дедуктивен од преходната наша дискусија во врска со обвинителството. Мојот личен став е тоа дека наместо министри кои што сега се пратеници, наместо да кажуваат и да предлагаат алмани како треба да биде сега во министерствата каде што тие биле министри и оставиле пустош од секој аспект, според мене тоа треба зборуваат повеќе пред обвинителство наместо на говорница или по телевизии. Тоа е мојот личен став. Имаше многу и има сомнежи за криминал и тие луѓе треба некој да ги викне, да ги праша што е работава, но се надевам дека правдата ќе дое брзо во Македонија, бидејќи овака не. Не може вие, кои што сте биле министер во Министерството за ватрешни работи, 9 години, значи последниве 10 години, Оливер Спасовски или бил премиер или министер за ватрешни работи. Да. Сега тој ви кажува како треба да биде во МВР, го пустоши МВР и финансиски и секако 20 милиони за казни, например. Ама тие казни, знаете како беа? Например, за неговите очи да не те гледаат тебе во министерството, кој што тој смета дека ти си негов политички ривал или не си гласал за него за избори, те праќа некаде на друго место, тој знае дека ти ќе тужиш, ќе добиеш на крај, но тие 3-4 години тој нема да те гледа и тоа ќе опоти македонскиот граѓанин. И потоа Оливер Спасовски излегува ќе ви каже како треба да биде во МВР. Затоа тие нивни паушални дискусии ради дискусии, за да кажат нешто, демеки они се пратеници, па кажа нешто за буџетот, не сакам да ги земам воопшто за релевантни, бидејќи да бидеме реални, тоа не е буџетска расправа, тоа е политиканска расправа. Буџетска расправа е она која што започнавме со бројки и со она што значи економски текови. Она што е клучно во секој буџет е тоа колку вас вие растот. Бидејќи нели буџетот на граѓаните, сите средства што ги собираме, што ги трошиме, што плаќаме, се што треба, го прават бруто домашниот производ. Колку ние привредуваме сите заедно, и приватно, и државно, и фирми, сите знаат колку ние повеќе привредуваме, толку државата е побогата. И затоа бруто домашниот производ или GDP-то на државата е основниот параметар во рамки на макроекономијата, кој што порано се каже политичка економија, е она кое што ви кажува дали државата оди во правилна или во неправилна погрешна насока. И обично треба да се компарирате со комшиите за точно да знаете на кај одите. Она кое што е факт и кое што е бројка е тоа дека СДСМ и ДУИ, или ДУИ и СДСМ, како сакате, беа на власт 7 години.
во тие 7 години просекот на раст GDP-то, колку сме ние богати, бил 1,1%. Што е Тоа е многу малку, да не речам ништо. Што значи да немало вода, економијата сама по себе повеќе ќе растела. Него ништо ги имала како вода. Ужасно поразително, така. Тоа вака во превод значи денеска само оваа година ние имаме од 3,5 до 3,8% раст. Тоа значи дека најмалку 3,5 пати оваа вода во делот на економијата, во делот на GDP-то, значи богатството наше државно на сите нас, е подобра. Дали е 3,5 пати малку или многу подобро, секој треба да цени индивидуално. Можеби и малку. Затоа ќе бидеме и 4 пати подобри следната година од нивниот просек кој што го имале како власт. И јас тоа зборував и во собранието. И 4 пати да бидеме подобри, а ќе бидеме. Сега сме 3,67 пати подобри и 4 по првата година дена ќе биде малку, бидејќи оставија пустош. Бидејќи економијата не е нешто кое што денес е вака, па следната година не знам, денес компирите отишле, па другата година раѓа нови кои не биле претходните. Значи економијата си влече последици, си влече камати, си влече се живо и диво. И сега имаме ние ситуација во која што иако следните години ќе враќаме милиарди, 2, кусур милиарди она кое што они го земаа, Стари долгови, да. ќе паѓа јавниот долг бидејќи има макотрпно штедење, односно она што сум го критикувал овдека ке вас кога сум доаѓал и порано за буџет, подразбира дека значително ги намалуваме услугите онаму каде што може да се намали. За 41,9, 42%, значи намалуваме договорни услуги, но сме критикувале. Намалуваме за 60% други приходи, така што ги сме ги критикувале во превод чисти парење, трошење пари на глупости, ако сме реални. Парите на глупости нема трошење пари на глупости исклучиво за продуктивни работи, бидејќи така мора да биде. Ако сакате вие да имате намалување на долгот, што за прв пат после многу години долгот на оваа наша држава е намален. Иако тие зборуваат 6 милиарди, 8 милиарди, 10 милиарди, за никој не е толку задолжен, долгот е намален. Разликата, господине Милосавлjević, тоа што сега вие земате за градба на железница, за градба на автопат, за проектирање на автопат, определени кредити или ќе ги земате за железницата од Британија. Тоа се околу 2 милиарди ќе бидат. Сега скокам од тема на тема, само сакам да доловам. Разликата помеѓу тие 2 милиарди железница е што таа железница ќе има во Македонија, целата стока, целата роба која што оди од Грција до Средна Европа ќе мине низ Македонија и тоа државата ќе добива пари за тоа. Тоа е едното заложување кое што ние го прокламираме и за кое што тие не критикуваат. Нивото заложување беше повеќе од 2 милиарди за ваучери во Охрид. Така беше. Ваучерите отидоа, парите ги нема и сега дојде ред тие 2 милиарди некој да ги враќа. Да имаше железница направено, тие 2 милиарди таа ќе си ги враќаше. Железницата ќе ги враќаше сама. Така, тоа е поентата. Второ. Она кое што сме го зборувале во времето во кое што ние имавме 1,1% раст, Србија имаше 3,4. За 3,5 пати Србија беше подобра од нас. Денес ние имаме раст од 3,4, Србија има од 2,1. Сме 50% подобри. Затоа ви кажав, кој што сака нека зборува. Ова се бројки. А бројките викаат дека економски сме многу постабилни. Дека сме 3,5 пати подобри. Дали малку? Малку е. До година ќе биде 4 пати подобри, но кај ќе биде добро. Бидејќи ако вие трошите домакински, ако трошите одговорно, ако се задолжувате за нешто кое што потоа ќе носи и ќе враќа пари, уште децении и децении понатаму, тоа се вика добро и капитално, добро задолжување за капитална инвестиција. Ако се задолжувате како тие што се задолжуваа за ваучери во Охрид, тогаш имате сериозна економија во која што и 3,5% и 4% раст вие малце и не секој може да го почувствува во истиот квартал или истата година. Но затоа, морам сега да ви кажам, но затоа толку многу дупки има, за жал, во целиот систем, што вие лесно можете да вадите доколку сакате и доколку сте вешти, да ги набројувате овие дупки и да објаснувате колку работите не чинат. Една од тие дупки е, например, за кој што неодамна многу се зборуваше, недостатокот, односно намалувањето на станските инвестиции во Македонија. Ќе го зборуваме и тоа, но еве да видиме уште неколку дела што живо важно за граѓаните.
Еве вака, последната година во која што тие беа без избори, во која што имаше нели нов премиер, нели како доаѓаше 20 години ќе владел, 30 години ќе владел, во таа година значи ја ги извадев на ниво на ноември месец, за преходниот до вчера беше ноември практично. Денеска оние критикуваат дека Македонија има 3,78% инфлација. Тоа било високо. Во ноември кога тие беа на власт, имаше 19% инфлација. Во тие 19%, добро, да. од тие 29% била инфлација за храна и пијаво, 4,3. И сега вие седите во собрание и ви излегува поранеше министер и вика вашата инфлација е толку 4%, у негово време било 30%. Од кои? Според Светска банка 42% увезена. Тоа не е способност, не е економски текови каде што имаше секаде. Затоа спомнав и Србија, како таа растела тогаш, а ние како ние растеме сега, а таа тогаш. И тоа се работи кои што се факт. Во поглед на странските инвестиции, да почекаме годинава прво да заврши, тоа е прво, а второ, ланската година имаше рекорден број на странски инвестиции во независна Македонија. Оваа година голем дел од средствата кои што приватните фирми, односно мајките компании, со оглед на економската криза која што ја има или ја нема, или се заговара, или ќе видиме како ќе се случува, имаат определени финансиски текови. Но она кое што е важно според мене, секој еден човек да не разбере. Ние, например, порано имавме ситуација во која што одеа пари за нешто кое што го немаше на терен. Денеска, кај да отидете, Гледате дека се работа гради, на терен. објективно, така. Гледате дека се работи. Преходно ни вика, ќе се работи. Добро, ама дававме 300 милиони. А зашо ги дававте? Ќе се работи. Не само имаше и се некои работи. илузии од типот 1200 километри патишта, кои што ние навистина се мачевме да ги пронајдеме. Не успеавме, еве да бидеме реални. Патишта, ние 1200 не правиме, но за прв пат 3, сега 4 автопати истовремено. И прилично ќе се видно. градат. И да сме реални. Ќе се гради железница коридор 8, ќе почне да се ради коридор 10 и кој да отиде, тоа истото го гледа и е видливо, бидејќи ние немаме комодитет да плаќаме нешто кое што не се работи. Ние сме држава која што е во развој. Ниедна и која држава што нема треба комодитет, задоволство да плаќа, а камоли... Да. И трето, она кое што исто така кажуваат сте меѓународни институции. Значи, Фич, која што ги определува кредитните рейтинзи на секоја една држава, вика Република Македонија го задржува ББ плюс позитивниот рейтинг, кој што гарантира развојни економски политики. Значи Фич, тоа го кажува. И се враќаме на почетокот, наместо да излезат и да се извидат на јавноста, седат во собрание и се истиве тие што до вчера биле министри, партијата симнале на рекордно ниско ниво, во Скопје пета партија да биде, и за тие излегуваат и ви кажуваат, види ова вака не, и ај нешто да држи. Бидејќи јас и таа дискусија во собранието, јас очекував да, според мене, што е државотворно однесување. Да, вие сте биле член на некоја влада. Да, таа влада била најнеуспешна во историја на Македонија. Сега сте пратеник и претпоставам дека си правите некоја реминисценција на вашите последни 4-5, например 10 години во владата и отприлика знаете каде сте погрешиле. За мене државотворно е да излезете и да кажете луѓе, ова ви е добро, ова ви е добро. Овдека сметам дека не треба да постапите вака, јас постапив така таа и таа година, ми се случи ова, ви го пренесувам искуството за вие така да ја направите. Превелем оптимизам е ова, господине Пренчев. Зошто оптимизам? Затоа што едноставно не така ќе функционира биде поголем во очите на било кој друг. За вас се согласувам. А не само критика да имате вие. Тоа според мене е едно однесување на човек кој што реално народот му дал 2 пати црвен картон за година и пол и треба да излезеш и да кажеш, да бидеш конструктивен и да дадеш своето искуство, барем оно колку што е останало добро за да го споделиш или да го повратиш во очите на јавноста. Да видите, мораме така да функционираме. И мислам дека институционалната меморија на оние кои што сме во политиката мора да продолжува независно од изборните резултати, бидејќи Република Македонија е наш дом за сите и само просперитетна Република Македонија е наш заеднички интерес. И колку вие да ги гледате работите балкански, јас ќе продолжам да ги гледам јас верувам во ова што го зборувам и мислам дека тие работи ќе се променуваат, а веќе се менуваат во Република Македонија. Да, господине Пренчев, бидејќи имаме да се зјази. Луѓето кои што го променија името на државата, сега на цел глас се дерат, оваа власт не ви го врати името. Така што воопшто да зборуваме за некаков облик на
европски пристап е помалку тажен, и иако јас согласувам со вас дека така треба да биде. Меѓутоа за жал не е околу инфлацијата ме интересира. Сметате дека дефинитивно се зауздува. Да. Ние навистина имавме еден период на кога што инфлацијата навистина галопираше и постојано имаше зголемување на цените. Едно време, значи кој живее во Скопје, јас мислам во цела Македонија, знае дека е скапа објективно. Меѓутоа дали можеме конечно да влеземе во фаза кога окей, сето тоа ќе го стабилизираме? Инфлацијата во тој период кога беше галопирачка, кога на ден по два пати се менуваат цените во маркетите и на пазарите. Јас затоа малци го нагатна во мојата дискусија, 60% од таа инфлација ќе се случеше секако, кој да беше на власт. Но тоа е половина. 58%. Добро. 42% благодарејќи беше домашно незнаење, арамилук и ненамеско трошење на пари. И сега вие, например, ако сте имали определен продукт и тој продукт од 100 денари се покачил на 200, е едно. Ако се покачил на 150, ќе било повторно скапо и ќе било повторно тешко. Но не е 200. Но 150 и 200 не е исто. Токму така. Тука е колку една влада е државотворна, колку една влада е одговорна и колку една влада на вистина се грижи за интересите на сите. Ако ти имаш ситуација која што е невидена во државата, тогаш треба да собереш еден совет на луѓе кои што се умови, не луѓе од партија само да ги собереш во такви ситуации, како што направија другите држави. И тогаш ние ќе имавме за 42% помала инфлација и 42% помало покачување од тоа кое што го имавме, ќе имавме сте заеднички бенефит. Овака, тие беа со главата од зид, беа толку многу напернати, што никој муабет не можеше да им направиш, тие што го знаат, никој не го знае и не доведува во еден финансиски ќорсока кој што сега го вадиме назад. И тоа се факти, тоа се бројки, од тоа нема бегање. Да, за жал околу ова ќе се согласам. Добро, денеска токму една партија излезе или лидер на партија, ако не се лажам, еве ги вели овие немаат пари, па почнат да се зајмуваат на домашниот пазар. Како се зајмуваме домашен? Виде, тоа се нормални финансиски текови кои што нормални се, но кога народ ќе прочита. Еве овие 30 милиони денеска се, значи немаат динар, тоа е кои што се вулгаризираат, сакајки тоа неодговорност. Тоа е таа неодговорност и не знам како луѓе не сваќаат дека таа неодговорност внесува немир и страв во општеството и тоа не е добро. Че јас најодговорно тврдам, сите Република Македонија не е во финансиска криза, се она што државата си го исплаќа, даноците си ги прибира. Ние имаме една нормална финансиска состојба, но имаме една залутана, изгубена и помалку љута и гневна на народ и на себе опозиција која што се вика СДСМ. Сега тие се политичка партија, активистско друштво на Зоран Заев. Добро, оваа критика беше од левица конкретно, но не врделес. Така е. А левица не сме слушнали да кажуваат нешто за буџет, да земат збор или дискусија. Тие нема такво нешто. Во собрание такво нешто нема, меѓутоа на социјалните мрежи има. На социјалните мрежи се работи на случај. Тие никогаш немаат став околу клучни прашања за економија или економија не ги интересира, бидејќи сметаат дека економијата не е податлива за да го разгневите народот, да пласирате лаги и манипулации со цел да некој помисли децава нешто ќе направат. Постојано се создава тоа едно чувство дека државата економски само што не е експлодирала. Самиот факт дека директорот на ПИО мора да кажува луѓе не се кире дека има пари за пензии. Не знам, директорот на ова кажува на фондот за здравство вели да ќе има лекови. Постојано една клима се создава, вештачки се наметнува дека ние сме пред некаква експлозија. Фала му на Богу не е во она експлозија во смисол на војна или нешто, но бидејќи тој безбедносен аспект сега е трнат на страна, сега се враќаме на пропаѓаме готово, овие не знаат што прават, парите ги потроши. Отприлика на тоа се сведу. Парите ги потроши, па ги потрошивте ли еве? Не. Видете вака. Да се вратиме на реалноста. Јас ви кажав, тие излегуваат, задолживте толку генерации со 6 милиарди, со 8 милиарди. Ќе враќаат внуците. Па потоа мислат дека се интересни, дека што измислиле, што не измислиле, пресметуваат секој новороденче колку ќе вратило. Па друг испане колку што сме жители во Македонија, па колку пари сме се задолжиле. И сега вие ги гледате и знаете дека тоа не е така. Напротив, Македонија не е ниту еден денар задолжена, Македонија е за 40 или 50 милиони евра раздолжена. Што мора да се поздрави, не е кој знае што, но е секако за поздравување. За прв пат. После многу години. Јас мислам последен пат враќавме пари 2006-2007, ако мислам дека е 8. Или 8. Долгот на оваа држава за прв пат се намалува.
И сега, а од друга страна 8 милиарди, колку што е цел долг сега, се зголемува. И сега гледате дека тоа е несериозно и мислам дека овие луѓе, дали се викаат левица, дали се викаат СДСМ, нимата некреативност, нимато неработење, не можат да го заменат со тоа што ќе конструираат лаги, ќе го подценуваат народот и ќе мислат дека луѓето ништо не разбираат, дека ево АДВ е стора, има 2 телевизии, па кој фатил веста и кој не фатил, у 7 саат веќе нема ништо и сега кој ќе каже прв веста, па ќе прошири страна. Да. Не е така, и јас им порачувам доколку не знаат да бидат опозиција конструктивна која што дава решенија и креира решенија, тогаш подобро е да молчат. Интересно е дека во Македонија има над 10.000 слободни работни места. Ова информација за октомври. Во овој момент ние немаме проблем, се чини, со вработеност. Не само што немаме, него кај нас имаме потреба. Има потреба, да. Што има е многу сектори, многу дејности во кои што мора да се најдат работници од странство. Потребно. Што не ни се допаѓа, ако сме реални, колку што јас го следам духот на народот, би рекол дека на луѓето не ни се допаѓа, дека мора да дојде некој од Непал, не знам, од некаде тамо, од Јужна Азија да работи. Меѓутоа влеговме во таков еден момент во кој што ние објективно имаме повеќе работни места од кои што имаме луѓе. Па добро, така е во многу други држави и на Балканот. Мислевме дека тоа никогаш нема да се случи, но еве дојде. Епа, тоа еве дојде, видите, се тоа си е последица. Ако се вратиме на дедуктивниот процес на почетокот на овој наш разговор, ќе видите дека децата на родителите кои што го поминаа живот во таа транзиција и сега им како стечајци, и сега им се полемизира пензијата која што поштено си ја заработиле 99% од нив, тие деца во меѓувреме, додека ги слушале владите како не си ги исполнуваат своите ветувања, како што кажав, другата рака сколовале и гледале каде да се иселат. Затоа ние цело време зборуваме, луѓе, нашиот проблем е стоп за иселување, почеток на враќање на оние кои што можеме да ги вратиме за вакви работни места кои што се навистина одлично платени и повеќе платени од оние држави во странство каде што реално ги има поприлично, за разлика од кај нас, и да започнеме една нова приказна за Македонија. Мислам дека тоа се работи на терен. Но враќањето не е едноставно. Не е, ајде луѓе дојдете, автобусите ќе ги напуниме. Ќе пратиме авионите по вас. Една од првите лекции која што секој дете, секој ученик од прво деление, а и порано можеби во градинка, му ја кажува наставничката е следната, дека му вели вака: довербата многу тешко се гради, а многу лесно се губи. Преходните генерации во политиката ја изгубија довербата кај голем дел од граѓаните и дел од тие граѓани напуштија Република Македонија. Ние сега имаме потешката задача да ги вратиме назад. Секојдневно да создаваме доверба помеѓу ова што го зборуваме, она што го правиме, тоа што го реализираме и тоа што тие го гледаат. И затоа вие кога ми поставивте прашањето, јас така и започнав и со дека неколку години го имам истиот став и за уставни измени, сеќавате колку ни лепеа етикети. Еве сега пред да дојдат на власт, ако нема избори. Еве сега прва точка после избори. Еве сега готово е тоа така, а ние опстојуваме на тоа. И колку тие да зборуваат, ние опстојуваме на тоа што сме го кажале и мислам дека со тоа создаваме доверба ки дел од граѓаните кои што изгубиле доверба во политиката, бидејќи едно зборувале на избори, доаѓа конституирање на нова влада и го прави спротивното. Ние се трудиме тоа не го правиме и мислам дека на тој начин придонесуваме кон зголемување на довербата, бидејќи Македонија е наша заедничка држава. Во Македонија е добро секој еден да биде учесник, активен учесник, ако не во политичкиот, во општествениот живот. Само така најдобрите од нас ќе го дадат најдоброто за сите нас да живееме во една подобра држава. Мислам дека тоа веќе го правиме и многу од граѓаните го препознаваат. Едно од приказните беше се разбира Дуи само што не влегла во власта, тоа е омилената мантра. Јас така тоа е една мантра која што толку и мислам дека уште се зборува, ако ги слушате овие политички аналитичари. Па јас еднаш тука бев гостина на телевизија и што ми поставија прашање дали ние договорени со Дуи за после локални избори. Дуи ќе изгуби избори. А тоа нема да се случи, ќе се случи. Дуи е политичка партија која што оди на заборавот на политичката сцена во Република Македонија. Тоа што можеби Али Ахмети
за некои политичари во минатото бил величина, бил сива еминенција, бил не знам што, за нас тоа не важи. И готово. Тој така со треба нас да се ниту гледа. може да разговара, ниту ќе му дозволиме да разговара. Јас лично мое мислење, јас сметам дека тој разговара со други органи во оваа Така е. држава, кои што не се исто така на висина на задачата. За жал. Намерно го спомнав ова со Дуи, затоа што вреди се чини дека си е легитимен и сосема, дали солиден, не знам како да го употребам овој термин, меѓутоа е партнер во владата и токму сега е Беким Сали ќе биде вице-премиер и министер за европски прашања, Мухамед Хоџа министер за животна средина и просторно планирање. Премиерот ги одобри овие предлози, веројатно ќе бидат доставени во собранието, можеби веќе се и пристигнати. Има уште некоја најава за министерот за здравство, меѓутоа не знам дали за тоа треба да се зборува, бидејќи уште не е баш чиста работата. Сакам да бидам прецизен. Јас пред да дојдам, денес бев до касно, пред да дојдам овдека на емисија, немаше официјално пристигнат таков предлог. Јас ги имав тие предлози дека се од Влен и комуницираме ние со колегите. Ми е многу драго, посебно за колегата Сали, дека ќе добие таква позиција во следниот период. Ќе биде одличен вице-премиер во рамки на владата, бидејќи овие години го запозна во рамки на собранието, се треба да изнајде квалитетен пратеник. Да. Добро, но најавена е една поголема реконструкција, наскоро, веројатно, во која што ќе има и замена на министерски места и од ВМРО ДПМН, можеби и од ЗНАМ. Очекувате тоа да помине како што треба? Јас обично на ваквите прашања сакам да дадам легалистички и принципиелен одговор. Единствениот министер кој што 100% ќе се замине од владата и веќе е заменет од владата е министерот за животна средина, кој стана градоначелник. Затоа што стана градоначелник, тоа е фактичка состојба, да. Ова кој што го комуницирам бидејќи го гледам дека веќе се како предлози дадени на ниво на политички партии и на управувачко мнозинство во рамки на државата. Се она кој што ќе биде во следниот период и причините, и биографиите ќе го видиме во собранието, пак ќе дојдеме ќе го коментираме бидејќи нели собранието она кое што врз основа на биографиите, врз основа на предлозите на премиерот ги гласа министрите и замениците министри во рамки на владата. И последно прашање за вечерва, господине Пренчов, собранието е исклучително активно. И вие сте меѓу другите неактивните со години наназад, тоа не е некоја тајна пратеници. Меѓутоа, сето тоа не е толку видливо, веројатно, можеби затоа што собранискиот канал, еве да не ме замери некој, па малку тешко ќе го најдете кога вртите на далечинските управувачи, не е толку популарен, меѓутоа навистина пред вас има екстремно многу работа со закони, со документи, со сите тие можни комисии. Тешко е сето тоа да се постигне и ми се чини дека со секоја нова година тоа станува само уште и посложено, и покомплицирано, и потешко, меѓутоа е влезена една генерација на пратеници, тука не сакам да ги делам, иако би можел, кои што на вистина не се во собрание само за да се сликаат, имаме и такви, не се таму само за да се сликаат и да испратат по некоја блесава порака, туку на вистина многу сериозно се сваќаат работата и ги оправдуваат парите што ги добиваат. Ви благодарам. Јас лично си сакам работата. Уживам во неа. Давам максимум од моите капацитети кои што ги поседувам како личност за тоа да го направам на еден добар начин. Се трудам да максимално бидам одговорен во собранието, бидејќи тоа вие прво треба да имате лична чувствена одговорност кога оние кои што ве пратиле, бидејќи вие сте пратеник, тие што ве пратиле да бидат задоволни од вас. Можеби некој ќе се согласува, можеби некој нема да се согласува, што е и нормално, но фактот дека некој работи и се труди треба да биде неспорен, бидејќи работата се гледа, никој не може да ви ја оспори. Во поглед на нашите активности, еве ќе зборам моje лично име, јас никогаш не одбегнувам било која медиум, телевизија, портал, секогаш сум тука отворен за дискусија за било кое прашање кое што е во мојата сфера. Паралелно сум и председател на Комисија за политички системи, овој си меѓу заедниците, која што е една од поголемите комисии каде што поминуваат тие законски решенија. Не е моје да кажам, ви благодарам за вашата перцепција. Нека треба ценат граѓаните, јас пак така и ќе завршам. Се трудам да го дадам најдоброто од себе и од мојот капацитет кој што го поседувам како човек. Ве чека многу работа. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за поканата многу. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва од овој разговор со пратеникот Љупчо Пренчов. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.